Разочарувачки податоци од анкетата на meta.mk. Јавниот превоз не ги привлекува младите. Над 60% од учениците велат дека во училиштата често има насилство, но не го пријавуваат. Администраторите на јавна соба осудени на по 4 години затвор. Здраво на сите, ова е новата епизода на Шорткат. Ви ги представуваме настаните кои ја одбележаа изминатата недела. Следете на. Јавниот превоз станува се помалку атрактивен за младите. Тие користат јавен превоз само затоа што немаат друга опција. Ако имаат можност, најголем дел од нив за свое превозно средство би го избрале автомобилот. Ова го покажа анкетата што новинската агенција Мета ја спроведе на Инстаграм. Повеќе за резултатите од анкетата, но и за тоа што се е потребно да преземат властите за да го направат јавниот превоз атрактивен, погледнете во прилогот што следи. Драстично опаѓа интересот за користење на јавниот превоз кај младите. Тие го користат јавниот градско-приградски превоз само затоа што мораат и немаат друга опција. Најголем дел од нив уште веднаш за свое превозно средство би го избрале автомобилот. Ова го покажа анкетата што новинската агенција Мета ја спроведе месецов во соработка со студентарија на Инстаграм. Според резултатите, јавен превоз секојдневно користат повеќе од 1/3 од младите, или 36,6%. Од друга страна, 21,6% воопшто не користат јавен превоз. На прашањето колку се задоволни од јавниот превоз, речиси половината, или над 47%, одговориле дека се делумно задоволни од условите. Делумно незадоволни се 22,6% од младите, а целосно незадоволни се 1/5 или 20,4%. Причините за незадоволството најчесто се нечистотијата на автобусите или комбињата, лошиот и нередовен возен ред, но и гужвите што се создаваат во автобусите. Дел од испитаниците реагираат дека често не се почитуваат ниту ковид протоколите, односно патниците не носат заштитна маска додека се во автобус. Најголем дел од младите во моментов го користат јавниот превоз поради бесплатните студентски и средношколски билети. Речиси 39% одговориле дека откако ќе им завршат бесплатните билети, ќе престанат да го користат јавниот превоз. Па така, ако имаат можност за избор, високи 60% одговориле дека веднаш би се одлучиле да користат автомобил. Второ најпопуларно превозно средство за младите е велосипедот, за кое би се одлучиле 21,3%, додека јавниот превоз е на третото место со 7,7%. Уште позагрижувачки е тоа што најголем дел од испитаниците, над 80%, за една деценија од сега би возеле автомобил, додека јавен превоз би користеле само 2,3%. Meta.mk веќе објави и дека ЈСП Скопје и приватните автобуски превозници минатата година превезле 29,8 милиони патници. Бројка што е речиси двојно помала во споредба со користењето на јавниот превоз од граѓаните пред појавата на COVID-19 пандемијата. Универзитетскиот професор по јавен градски превоз Никола Крстановски од Техничкиот факултет во Битола вели дека основна причина што најголем дел од младите и граѓаните избегнуваат да го користат јавниот превоз е нискиот квалитет на услугата. За разлика од многу други земји, кај нас се посветува многу малку внимание на негување на свеста кај младите за придобивките од градење на политика за почиста и благопријатна урбана средина. Во делот на сообраќајот тоа значи што помала употреба на автомобилот во градските средини и што поголема употреба на квалитетен јавен градски превоз, велосипеди, мопеди и пешачење. Ако најголем дел од патувањата во еден град се со автомобил, вели професорот, проблемите на метеж во сообраќајот, загадувањето и паркинзите се практично нерешливи. Јавниот градско-приградски превоз може да биде привлечна алтернатива за движење само ако нуди висок квалитет на услуга, соодветен на потребите на жителите во градовите и брзи и редовни линии. Крстановски смета дека она што властите треба да го преземат за подобрување на состојбата на јавниот превоз се разликува во Скопје и во другите помали градови во Македонија.
Скопје е град кој одамна го прераснал автобускиот превоз, па му недостасува барем некој од видовите на брз и висококапацитетен превоз со заштитена траса, како метро, брз трамвај или брз автобуски систем. Овие алтернативи вклучуваат големи возила со висок капацитет и што е најважно, би се движеле на физички издвоени траси од останатиот сообраќај. Тоа ќе им обезбеди голема брзина, висока точност и редовност, како и независност од закочувањето на улиците на останатиот сообраќај. Во помалите градови пак, доволни се помали мрежи на линии кои треба да обезбедат пристап до главните точки на атракција: центар, пазари, болници, факултети и училишта. Истражувањето на Think Tank Аналитика со 305 ученици во 3 средни училишта во Скопје покажа дека над 60% од учениците потврдуваат дека во нивните училишта има насилство. Иако велат дека насилството постои, тие не го пријавуваат од различни причини. Например, не знаат каде и на кога да пријават, а да останат анонимни. Според учениците, физичкото насилство е повидливо, а присутни се и психичкото и интернет насилството. Истражувањето покажа дека девојчињата се најчести жртви на родово базирано насилство во училиштата. За да се намали бројот на вакви случаи, Министерството за образование, но и професорите од овие училишта препорачаа континуирано да се инвестира во личниот и професионалниот развој на кадарот во училиштата. Кога станува збор за образованието, земјата за прв пат ќе учествува во меѓународното истражување на ОЕЦД за настава и учење. Во ова истражување ќе се оценува работата не на учениците, туку на наставниците и директорите. Целта на учеството во ова истражување е да се види реалната слика и врз основа на тоа да се работи на подобрување на квалитетот на работата на наставниците. Директорката на Државниот испитен центар, Елизабета Наумовска, вели дека за почеток вклучени се 10 наставници и 10 директори. Во оваа меѓународна анкета, наставниците и директорите се анализираат за нивниот професионален развој, работата, практиката и евалуациите што ги добиваат, како и други аспекти. Основачот и администраторот на групата Јавна соба се осудени на по 4 години затвор. Дарко Костовски и Михаил Паневски се гонеа затоа што дозволиле објавување видеа на кои се гледаат полови действија со деца. Тие беа обвинати за кривично дело, производство и дистрибуција на детска порнографија, додека минатиот петок ја признаа вината и беа осудени на по 4 години затвор. Откако овој случај излезе во јавност, во земјава се одржаа неколку протести за човекови права. На протестите се бараше институциите да действуваат против основачите на овие групи, како и на сите сторители на насилство на интернет. Војната во Украина продолжува, а украинските граѓани продолжуваат да ја напуштаат земјата за да се заштитат од руските напади. До сега речиси 3 милиони луѓе ја напуштија земјата. Загинаа околу 90 деца, а повеќе од 100 се повредени. Волонтерката Алисон Томсон, која е во Украина, за шорткат раскажува што навистина доживуваат луѓето таму. Една од тажните гледки од таму вклучува жени со бебиња кои чекаат по 20 часа на снег и ветер за да се заштитат. Third Wave volunteers have been involved with Exodus in extracting special needs orphans from Ukraine. It's been very difficult. Our teams have been driving all over. A lot of them are behind Russian territory. It's cold, snowy, blizzardy. Women are waiting long hours with women and children. People are fleeing the cities. I think we've only got another 5-day window for Kyiv. The best routes out are through Moldova and Romania because it's such a cluster thing up at the border of Poland. So much to talk about, but just know the world really is coming together from Ukraine, but we actually need more. There's something that everyone can do. Our motto is that everyone is needed to step up, and thank you for all of the people donating around the world because that's how you can help, because we can't do that without you. Како резултат на руската агресија во Украина, полската компанија CD Projekt Red, која ги создаде игрите Witcher 3 и Cyberpunk 2077, ја откажа продажбата во Русија и во Белорусија. Покрај овие две игри, истата компанија поседува и други игри кои нема да се продаваат во овие две земји.
Веста ја потврдија од амбасадата на Полска во Македонија. Војната не е игра, велат тие. Одлуката е донесена откако украинскиот вице-премиер Михаил Федоров ги повика сите компании за игри ширум светот да реагираат против Русија. Инаку, многу други светски компании ги прекинаа продажбите во Русија. За крај ви ја пренесуваме атмосферата од концертот на Баланеску квартет, кој минатата недела го развесели Скопје. По 2 децении, лондонскиот квартет се врати во Скопје со концерт во Македонската филхармонија. Настапот на квартетот донесе носталгија и ја врати јавноста во 90-тите години, кога нашата земја се соочуваше со многу предизвици. Основачот на квартетот, Александар Баланеску, на отворањето на концертот рече дека настапите во Скопје се посебни и дека јавноста покажала голем интерес за учество. И во придружба на овие прекрасни звуци го завршуваме денешното издание на Шорткат. За повеќе информации посетете ја нашата веб страница meta.mk и рубриката CTRL-Z. Чао, чао!